знаеме дека ќе умреме кучиња, удрете, ќе нас слободат нас другарите. ВМРО, кој ќе се спомни, малце асоцира на групата на Ванчо Михајлов и на Тодор Александров. Во зборавам во народната свест. До 1905 година, кога нели се распушти исто организацијата Сплит, таму имаат Рилски конгрес, не знам што таму, да. До тогаш во ниту еден момент организацијата нема акроним ВМРО. Не бе, за Владо Черноземски, бидејќи и отвори тема да јас пеено песна. Убиството на Караџорџевиќ нема врска со македонска приказ. Тие се контактите први меѓу ВМРО и усташкава организација. Независна држава Македонија. Тоа е една проекција која што ја исфрла буквално третиот рај. А требало на 8 септември да биде? Требало да биде на 8 септември. А значи тоа има врска сега со 8 септември што е независноста во 91-а? Уште едно интересно прашање. Кој е прв понуден за председател на таа проекција во случај да се остварила? Не знам. Христо Татарчев. Можда он дека до порта Македонија можда затоа стаја. Не знам. Символично. Како врви времето и Ванчо Михајлов можно е да биде рехабилитиран 100%, само уште не сме спремни. Почитувани гледачи, здраво, јас сум Џејлан Велио. Денес се наоѓаме повторно во Битола и повторно во спомен куќата на првоборетот Стеван Наумов Стив. И во оваа епизода на Д програма ќе се осврнеме за улогата на историското ВМРО во Втората светска војна, односно за ВМРО како паравојска од контрачети кои што се бореле против комунистите во Бугарија, Грција и Македонија, но исто така и за ВМРО како директна врска со институциите на Третиот рајх. На ова тема денес ке разговараме со другарите Евгений Литовски, историчар, и другарот Зоран Василевски, надри историчар, ке го представам, не е историчар, но добро ја познава, да кажеме, историската наука. Здраво, другари. Здраво. Добро ме најдовме на Битолчани посебно. Да. Да. Па мислам дека редно беше да направиме еден ваков разговор за да разобличиме нели некои митови околу Втората светска војна, кој дејствувал тука, како дејствувал и така натаму. Па Евгений, прво би сакала да почнеме со тебе, да не кажеш дали ВМРО како организација дејствувала во Македонија воопште во тој период и на кој начин дејствувала? Одлично прашање. Значи од почеток да тргнеме и најкратка одговор ако можеме да го дајме, тоа е дека секако дека учествувала и то како учествувала. Меѓутоа, ајде еден краток вовед прво да стигнеме, за да не обвинуваат дека не сме стручни и концизни, бидејќи ние како историчари треба да сме стручни, тоест концизни поточно. Значи, да, точно е и тоа е еден од фактите кои што го користат генерално десницата кои што го користат, тоа е дека ВМРО како организација де јуре не постои од 34-та година кога е распуштена, меѓутоа де факто незините членови си продолжуваат да функционираат. Да го земеме од нивниот водач, нели познатиот Ванчо Михајлов, кој што после 34-та година пребегнува всушност од Бугарија, прво во Истанбул, па во Полска и на тој начин дочекува почетокот на Втора светска војна, кога нели се формира веќе НДХ, или Независна држава Хрватска како проекција, и во тој момент тој се префрла во Загреб и од тој момент веќе така го дочекува така дочекува Втората светска војна. Што се однесува до поголемиот дел од старите ВМРО-вци, нели, кои што биле дел од организацијата, значи голем дел, да, после 34-та биле уапсени, меѓутоа со тек на време повеќето биле пуштени, се пасифизирале и така натаму, така да не е дека тие прекинале, дека ги снемало и дека организацијата не постоела. И тоа се гледа, значи, затоа го дадов овој вовед, бидејќи тоа се гледа уште од 41 година, веднаш, значи после нели окупацијата на Македонија со доаѓањето на бугарската војска на територијата на Извини само да те прашам. Да? 1934 година е забранета ВМРО во Бугарија, сигурно, така? Да, во Бугарија всушност. Има тоа некаква врска со атентатот на пред атентатот. Ова е пред атентатот? Да. Значи забранувањето е мислам во април
или во јуни, атентатот е во октомври. Значи некои несогласувања со бугарскиот двор има, ле? Се засилија малку повеќе и веќе стана ризики за бугарскиот двор. Од една страна и од друга страна кралството Југославија во тој момент имаше ја притисна бугарската страна дека треба да ја забрани поради нападите што ги вршеше. И тие на тој начин српскиот двор од Белград, да речам, се надеваше дека ќе предизвика голема граѓанска војна внатре во Бугарија, бидејќи никој не се надеваше дека ВМРО една таква моќна организација ќе го положи оружјето и дека Ванчо Михајлов ќе пребегне, туку очекува реакција внатре дека ќе направат проблем во Бугарија, што во тој момент и одговараше на кралството Југославија. Таа е приказката. Да. Сега да се вратиме на прашањето, значи тоа се гледа веднаш од 41 година, бидејќи, значи како што почнав да кажувам, со доаѓањето на бугарската војска во Македонија, таа со себе носи еден цел административен апарат кој што е составен во сушност од приврзаници на Ванчо Михајлов или поранешни членови на организацијата. Че тоа се познати генерално луѓе кои што биле повеќето се всушност кои што се појавуваат во текот 41-44 година се тие луѓе кои што били истите од 27, односно таа бежанци што се. Не, од младинската организација на ВМРО, всушност ММТРО или Македонска младинска револуционерна тајна организација, која што всушност го направи таа приказката со Мара Бунева и атентатот на овој Прелич, овој Шејскопскиот процес, и тоа се истите луѓе, значи Чкатров, Ѓузелов, Дрангов, Мангов, значи сите тие се таа една група. ВМРО пропадна, а структурите остана. Да, структурите остана и после се врати. Тоа фактички можеме да речеме дека преминала во илегала, усвари од легална позиција се действувала во илегална фактички. На некој начин, ајде така да ја дефинираме. Кога значи се враќа 41 и го носат цел тој апарат. Значи додуше дел и беа на терен во Македонија, дел и дојдоа заедно од Бугарија. Значи тоа се пример, не знам, Васил Хаџикимов, Куртев кој што беше личен секретар на Ванчо Михајлов, Кирил Дрангов, сите тие дојде од Софија, додека една група ги пречека тука веќе беа, како што е браќата Ѓузелов, Димитар Чкатров, тие веќе беа во Македонија, тие се кој од Дојран, кој од Гевгелија, кој од Велес, кој од там. И веднаш гледаме на активност, значи од нивна страна, значи почнува да се формираат еден мал, тоест не мал број на организации кои што се поддржани всушност во колаборација, затоа ги класифицираме како колаборационисти, бидејќи формираат најразноразни организации, значи било да се тоа во културната сфера, значи гледаме хорски групи, гледаме спортски групи, Вардарски јунак, мислам дека се викаше спортската група која што е, тоа се баш пропагандни точки кај што на разни начини се ширела пропагандата и во сите тие учествуваат горе-долу истите луѓе кои што стоаѓаат од таа, значи оваа позната група која што збораме, кои што реално тие се некакви интелигенција, значи сите се доктори на науки, филозофи, доктори новата власт, нова инфраструктура се прави, да. Така, значи тоа е таа приказка. И настрана од тоа тие покрај тоа значи формираат и дел од нив се баш отворено значи фашистички групи како што се не знам групата ратници за како се викаше РНБ е кратенката, ратници за бугарштината некако се вика и така натаму, па имаме Браник, па имаме два легиони, значи легион Христо Ботев и легион полковник Борис Дрангов. Значи тоа се веќе баш она отворено фашистички групи кои што делуваат на територијата и сите имаат горе-долу истата, мислам да не навлегуваме толку во техникали бидејќи не се ни важни. Интересно е што сите имаат истата цел. Истата задача тоа е половина служат као пропагандни, као центри за пропаганда, а другата половина од нивната активност всушност е за разузнавачка. Значи тие се поврзани со разузнавачката служба и во принцип гонат бидејќи тие се од местното население, значи собираат силата, пробаат да ја црпат од местното население, а знаеме дека другата страна партизаните многу полесно мислам можеле да ги фатат на тој начин и на тој начин значи функционираат, берат податоци од местното население преку овие групи кои што е многу лесно да издаиш дали има партизан во планината на некој што го знаеш колку ти дојде тебе не знам бугарски полицаец па да некиш да кажеш. А колкава била поддршката еве кога веќе зборуваме за местното население, како ВМРО било прифатено меѓу местното население во тој период? Па поддршката види не е толку голема колку што сакат да ја прикажат, бидејќи еве ако збораме конкретно, морам да го споменам тој пример, бидејќи еден од најстакнатите примери тоа е за контрачетите.
Значи тоа е приказка која што се развива главно 42 година, која што потекнува од битолскиот началник на полицијата, кој што сваќа дека заземаат се повеќе и повеќе сила партизанските одреди, а од друга страна бугарскава армија и бугарскава полиција не може баш така најлесно да ги разбие и колку се обидуваат да ги потиснат, овие толку повеќе растат. И сваќаат дека треба да се направат такви од местно население, од местно население, милиција на некој начин, и почнуваат да ги формираат тие контрачети и тоа е исто по цела, мислам, идејата е нивна, па тие си побарале дозвола во бугарското, во Софија, во Министерство за внатрешни работи, па Петар Габровски како министер за внатрешни работи на еден познат фашист од 36-та година кој што има организација со кукаст крст и така натаму. И си ја дава таа дозвола и плюс му дава насока дека тие луѓе кои што треба да се влезат во контрачетите, дека мора да се блиски луѓе до и симпатизери на Ванчо Михајлов и на старото ВМРО, уствари нова ВМРО кој што било нели претходно да се задржи мрежата. Да се задржи мрежата. И гледаме како почнуваат да влегуваат, мислам, тоа се толку малку луѓе, пример во првата контрачета во Велешко, до кој што ќе стигнеме што работеле во всушност и што направиле се 23 кој што ги знаеме ние денес кој по презиме. Мислам, не е тоа некоја кизне каква мрежа. До 44-та година, тоест до крај на 43-та, 44-та почеток, стигнуваат максимум до 40 на луѓе. Мислам, никогаш тие не преминале да има, не знам, некоја структура од 4000 души. Некоја сериозна таква. Значи, биле мали генерално структури, меѓутоа биле доволни за тоа што големи злосторства. Да направат многу големи злосторства. И знаеме, значи дека има повеќе судири во текот на 42 година, особено во Велешко, нели со партизанскиот одред Димитар Влахов. Да. Има повеќе жртви, една од најпознатите жртви е Невена Ѓоргиева Дуња, која што знаеме, значи таа после неколку судири таа е требало да ја заштити фактички повлекувањето на партизанскиот одред, бидејќи овие успеале да го откријат каде е партизанскиот одред, каде е кампот во суштина. Во повлекувањето успеале да ја фатат, нели ја знаеме приказката са, нели малку е брутална. Можеме приказната мрежа, да. Ги знаеме, значи има уште два големи масакри кои што ги направи истата контрачета. 42 година, значи во Велешко и така натаму. Биле малку луѓе, ма сепак успевале да действуваат и во Грција и во Бугарија. Како тоа успеале да го направат? Ајде во Бугарија добро, бидејќи добивале секако поддршка, нели, од бугарската држава, како во Грција, пример, тоа се случува? Во Бугарија е уште помалку, бидејќи во принцип тие си ги испратија нивните, речем, луѓе во тогашној, нели, Источна фронт, да, Македонија. Во Македонија во принцип и во Грција, значи тоа се испраќани луѓе. Во Грција да, се развиваат многу, ама и таму е иста приказна, значи таму се познати секако под името организацијата Охрана. Значи тоа е исто организација која што во принцип е местна самозаштита, тие така е нарекуваат, која што се формира баш по наредба на истиов начин, значи по наредба се формира бидејќи таму знаеме дека ЕЛАС како антифашистичка војска е доста силна, значи не знам, во однос на ЕДЕС, на десничарскиве сили во Грција, мислам 80 спрема 20 е размерот, мислам тоа е огромна разлика. Едноставно сватија и Вермахтот и италијанскава окупација во Грција сватија дека не можат да ја туркат таа работа и дека мора да се создаваат вакви десничарски групи. Има во Грција многу, значи кои што се баш национално грчки, не знам, Сегрчки сојуз, ПАО, X има една организација, че се тоа некои фашистички и меѓу кои мораше некако да се најде чаре и за македонциве, македонскиот дел, нели словенскиот дел во северна Грција, нели може да се инфилтрираат. Да, се инфилтрираат и во принцип тоа го формираат. Сега јас ги имам негде точно податоците, дајте ми само една секунда како се формирани. Бидејќи еве го, значи податокот е тоа првата формирана организирана структура е во март уште 43 година, кај што генерал, тоест шефот на италијанската служба по име Џовани Равали има средба со Антон Калчев, тој исто еден, значи од Жужелци, значи тоа од Костурска е всушност човек,
кој што бил, нели, татко му бил познат во ВМРО-вски вечети, уште збораме во 20-тите години и така натаму, живее во Софија, 41 година се враќа во Костурско. И му дават наредба да ја формира таја приказка, ја формира и тоа полека после си завзема. Понатаму гледаме дека има исти такви, да речем, на охрана ограноци и во Воденско со Ѓорги Димчев се вика таму човекот кој што е командантот на охрана и така натаму. И се е тоа, пак ќе речем, се е тоа една врзана приказна, значи не се ова треба да се согледаат како една целина, значи не како поединечни настани ова што се случува во Македонија, во Бугарија или во Грција, бидејќи позади сето тоа стои константна комуникација на Ванчо Михајлов, кој што се наоѓа од Загреб и кој што постојано патува на линија во Берлин. Значи има повеќе пати кај што Ванчо Михајлов заминува во Берлин и ги договара генерално овие работи. Од друга страна, на Вермахтот и на Берлин, Ванчо Михајлов постојано го чуваат на линија, бидејќи им служи како момент за заплашување на бугарскиот двор. Дека да не се тргне од хитлеровската коалиција. Тука имаме некој кој што може да направи голем проблем и поради тоа во позадина фактички на Бугарија и на Софија Ванчо Михајлов ги договара многу од овие работи. Значи цела ова војска која што ја збораме, тие стигнаа да речеме во едни од преговорите помеѓу Ванчо Михајлов и некои од тие са СС генералите таму што биле во Берлин. Хайнрих, не се ни битни, Калтен Брунер се вика тоа, не мислам. Тие договарат дури обид за СС структури, значи не збораме за ние за као местна самозаштита, охрана, ВМРО-чета, не, СС структура. Тие до таму стигнува преговорите. Да се јаки кој усташите. Да, значи класична СС структура. За тоа се преговара, меѓутоа тогаш успева пример бугарскиот двор да научи дека има такви преговори, па со многу силни дипломатски притискања да се повлечат од таа идеја за да не се формираат баш такви отворени СС структури, па да се формираат вакви некои полу-СС структури, ајде така да ги наречеме местни заштити, не знам, охрани, не знам што. И ние ги знаеме, мислам, за таа работа Ванчо Михајлов, тоест ВМРО на Ванчо Михајлов добива $80,000 од Берлин за спроведување на сите овие акции. Мислам, тие пари ги носи Димитар Цилев, исто еден од приврзаниците и блиски луѓе на Ванчо, бидејќи Ванчо немал нешто многу интерес да иди на терен, тој си. Во кола се шета. Да, тој во кола од Загреб и до Берлин, не сакал многу да се движи по овие простори и Јас имам читал од некои спомени на војвода дека и во Софија не стапнувал на асфалта, нон-стоп со лимузината го возеле. Али кажува тоа уствари таа идеологија со кого е блиска. Добро, може би ради безбедносни причини, ако постоела некоја опасност. Добро, ама пропагандата вели друго, таа пропагандата, значи национал шовинистичка што се прави околу ВМРО, така што дали можеш ти да ги одвоеш фактите од пропагандата што се околу историското ВМРО? Затоа јас обожавам со другарите исторички да разговараме, така фактите и ги дознаваме и ги разјаснуваме. Мене ова прашање ми било секогаш интересно затоа што светиот ореол, можам да речам, на ВМРО се провејува низ нашето образование. Сега, јас во основно образование учев една историја, во средно образование учев друга, на факултет веќе испадна трета. И поентата ми е дека ВМРО некаде до средината на 90-тите беше оквалификувано онака како што историографијата би требало да го квалификува, значи како една организација под директна контрола на бугарскиот двор, на нацистичкиот, да речеме, двор или канцеларија на канцеларот. Знаеме, например, дека ликови што ги опеваме и во песни, исто така се бидени луѓе кои што одработувале за други агенди, например Владо Черноземски, например. По нашите песни се вели дека
загинал за Македонија, тој сосем нешто друго направил. Има слики кај што во Италија е на некој камп кај што нели се обучуваат од страна на усташкиве единици. И сега кај нас интересно е тоа што очигледно не успеале да формират СС дивизии, не успеале да формират квислинчка власт, немале поддршка од населението, иначе да беше обратно, ке го имавме оној проблем што го имаат сега хрватите. Во смисла, тука, например, во Македонија, оној десничарски сентимент е решен со АСНОМ, првата држава и слично. Замислете, например, првата независна македонска држава да беше на Ванчо Михајлов. Сега многу патриоти, како во Хрватска, македонството, хрватштината, не знам, че ја врзува со тој проект. Така да, мислам дека сега овој, како да го наречеме, национал шовинизам, национал романтизам, што се спроведува, мене ми изгледа како еден тренд што ги има зафатено сите балкански држави, да ја ревидираат својата историја. И сега, оно што, например, од време на време со другарите знаат да пуштат прочитај ова, прочитај она, фактички е навраќање на оно што претходно се учило, да речеме. Например, ние немаше шанси, например, во нашите учебници да се види било кој добар збор, например, за действието на партнерот на Ванчо Михајлов, Тодор Александров, например. За после да излезат монографии, документарни емисии, каде што е тој малтене рамно апостолен на Гоце Делчев. Па не само тоа, така да, како верби времето, и Ванчо Михајлов можно е да биде рехабилитиран 100%, само уште не сме спремени. Да, извини, само сам надополнам, сега од еден колега од Хрватска, е познат историчар, колегата Хрвој Класич, слушав на едно интервју кај што тоа го објаснуваше во принцип како функционира нели ревизионизмот преку секојдневниот живот, значи дури најмалку функционира преку образованието. Вели, ќе прашате зошто? Затоа вели што не постои учебник во Хрватска каде што се вели дека за дом спремни е стар усташки поздрав. Ама го имате на сите ѕидови, го имате во песни, го имате во култура, го имате во секојдневие. А вели јас, како наставник во средно или во основно, ги гледам веќе учениците 2 пати по 45 минути. А другите 24 сати се ти изложени на тоа дека за дом спремни е стар усташки поздрав. Точно. Значи, стар хрватски ствар, не усташки. Така да, и кај нас исто да функционира, значи не е поентата ти, не знам, еве, вакви паушални информации, еве, за Владо Черноземски, бидејќи ја отвори тама. Јас имам пејано песна. Не, сакам да кажам само, значи не е тоа воопшто ниту тајно, ниту непознато во историјата, ниту ние видеа, има сега нешто као откривме. Познато е дека Владо Черноземски буквално убиство тебе на Караџорџевиќ нема врска со македонска приказна, значи буквално е платен од интерес на Германија и на Италија за да се случи. Не е интерес на Бугарија. Не е интерес на Бугарија, врска нема, значи тоа е Италија и Германија си имаат интерес, тие најмуваат цела приказка, ги најмуваат усташите, овој како познаник на усташите, дури него не најмуваат и него. Че тие усташите ги платени убица. Да, и тој знаат дека соработват, бидејќи тој му беше на усташите, Владо Черноземски му беше инструктор, во Јанка Пуста, не обратно. Че тој ги учеше. Тој ги учеше усташите како тие се контактите први меѓу ВМРО и усташкава организација. Така да и тој уште од 30-ти години на почеток Така да не е тоа ништо ново, меѓутоа е тоа толку потиснато, ова што го збораваме, преку песни, преку култура, преку, не знам, кај на здруженија се појавија Владо Черноземски, така да играорно друштво че имаш и сега шириме култура. Шириме култура. Значи буквално и преку образованието и преку институциите на државата. Еве пример сега се пеат песни за Тодор Александров. Јас не знам дали порано се пееле такви песни. И дури пример се прават по-прифатливи ако некој бенд не знам што е кул, ке земе ке ја препее песната и на тој начин се врши влијание врз младите. Кога сме веќе тука, Евгенија би те допрашала околу идејата за независна држава. Знаеме дека нели тоа е она што ги тишти балканскиве народи. Дали во Македонија постоела идеја за независна Македонија?
И од каде е потребата, мислам, од каде доаѓа таа идеја дека мора да се тука народите независни, да се имат посебни држави, а не да действуваат во некоја федерација? Да, значи алудираш главно колку што разбирам на приказката за независна држава Македонија во принцип, која што повторно нема никаква врска со независност реална на македонците и на Македонија. Значи тоа е една проекција која што ја изфрла буквално Третиот рајх ја изфрла и тоа во моментот, значи тоа е кон крајот на август 44 година кога веќе се гледа дека Црвената армија е прашање на денови во случајот кога ќе влези во Бугарија, кога ќе се запри, кога Бугарија всушност ќе излези од германскиот простор, ајде така генерички да кажем, бидејќи единствена приказка, мислам единствена грижа за Вермахтот во тој момент е како ќе го се повлечат и како ќе се евакуират од Грција. И со тоа што сваќаат дека во Бугарија, бидејќи Јашки-Шиневската офанзива на Црвената армија веќе е во Романија, значи е веќе на граница со Бугарија, буквално се денови во прашање, и тие сваќаат дека сега ќе направиме една нова креација, која што ќе крстиме независна држава Македонија, ќе биде идентична Puppet State, како се вика на македонски, нели за како и што беше НДХ. Да. Ќе направиме тука една таква држава која што ќе ни послужи буквално да ги повлечеме ние само оддолу трупите. И нив му беше 100% веќе во август, крај на август 44 година дека тој е неодржлив проект дури да се оствари. Настрана што не ни можеше да се оствари. А бил ли претходно на маса? За претходно не сум сега до толку искрено сигурен, не можам да тврдам дали бил, и ако бил она што го запарувавме преге во смисла дека го оценувале бугарскиот двор дека секогаш може да им направат проблем на Бугарија. Значи не е тоа ништо. Така да, си сврла таа идеја, инаку не знам како куриозитет, не знам дали знаеш ти, Зоран, кој е прв понуден за председател на таа проекција во случај да се остварила? Не знам. Христо Татарчев. Се наоѓа во Рисен, се враќа и тој инаку по 41-ва со окупацијата се враќа и тој во Македонија. Може да он дека до порта Македонија може да затоа стане. Не знам. Символично. Понуден е, ама и тоа понудата за него не е случајна, значи тој од 33-та година е познат фашист, на која Христо Татарчев има пофални слова пишано и за Мусолини и за Хитлер. И затоа кога го нудат него знаат веќе кај кој да понудат, значи од него понудиле не знам. Избран кадар сакат да се има така. Значи дали се разбираме. Така да, како и да е, значи се вратам на приказката, не прифаќа Христо Татарчев. И буквално го носат на 3 или на 4 септември, го носат со авион насила, го зауши, што викаме ние, го носат од Загреб во Скопје Ванчо Михајлов и му дават неколку дена да оствари таа идеја и формираат еден комитет начело со Тома Петров, кој што исто тука е некој бугарски началник. И во тој комитет влегува цела оваа екипа која што ја зборувавме на почеток. Значи Јузелов, Чатров, Дрангов, значи сите целата екипа, таа интелигенција која што беше представници кои што беа на бугарска власт кај нас. И треба значи да го опипаат теренот, да видат како ќе се оствари. И по неколку дена сваќаат дека веќе е невозможно, дека е толку многу доцна за тоа да се оствари, бидејќи дека зборуваме за септември 44 година. Ама ја прогласува? Не е прогласена. Не е прогласена? Не е прогласена, во тој момент не е прогласена. Ванчо Михајлов сваќа. А со тие поштенските марки што е работата? Веројатно септември се спрема да ја прогласат. Јас колку што сум запознат не е тоа прогласено, бидејќи Ванчо Михајлов се повлекува, значи тој сваќа дека уште на 7 септември бега. Значи тој пребегнува бидејќи гледа дека нема. А требало на 8 септември да бидем? Требало да биде на 8 септември. А значи тоа има врска сега со 8 септември што е независноста во 91-ва? Уште едно интересно прашање. Многу интересно прашање, може да има. нема. Не? Како пример еве што се земени прв Линден, втор, трет, не знам што, дали има и тоа врска? Јас колку што можам да забележам, мислам дека нема, бидејќи прво треба да ако ги гледаме сега да има многу понапред круговите 91 година кој што го прави 8 септември 91 самостојањето. Мислам реално Киро Глигоров сигурно не би се повикал на Ванчо Михајлов. Да нема некоја нишка. Во собранието кој го предложил, Значи
Кој го протнал исто и знамето од Вергина, можда не му било мило на Киро, ама Јас немам досега стигнато до таков податок и големо прашање колку се знаело во 91 за оваа приказка. Значи оваа приказна е Тоа е доста интересно. Значи ние треба да сватиме дека 4-8 септември не се деси ама баш ништо. Значи не е тоа референтна точка. Да се прогласила република на 8 септември, јас не верувам дека во 91 некој би се повикувал на таа република. Финтата е што тука не се ни прогласи. Не се случи буквално ништо. Тоа десницава сега кај нас пробува да го експлоатира и да го наметни како податок дека бил некој голем настан. По суштина не бил никаков настан, бидејќи на 9 септември се случува и превратот во Бугарија и веќе тоа е веќе еден распад систем, значи тука имаме веќе период на меѓувласт, нема власт. Да. Значи германците само символизмот колку е битен. Па тоа, јас мислев како некоја задоцната независност. Не успеа тога сега. Јас мислам дека може нема. би. Јас мислам дека нема Во никако. секој случај е многу Конспиративно. Да. Добро, па Зоран, тебе би те прашала, еве што мислиш дека би било поразлично ако се формирала таа независна држава Македонија во 41-а? Да. Како го денес тоа би се начнав одразило, пример? Да. Го начнав тоа прашање како прашање за размислување, затоа што на пример секогаш кога ќе се спомни за во наши кругови кога ќе разговараме за улогата на ВМРО во тие периоди, ние тоа го разгледуваме идеолошки во смисла против која идеологија, против која политичка сила уствари биле тие ангажирани, дури можеме да речеме и создадени дури, затоа што популарноста на социјалистичките и комунистичките идеи во цела Европа се многу јаки меѓу двете светски војни, така да било кој империалистички центар во случајов германскиот имал потреба секаде да си има своји приврзаници. Така да тоа што немало веројатно тука поволна почва да се направи едно такво на црната реакција, би рекол, движење, како што е, например, секогаш го ја споредувам Хрватска, затоа што ние и јазично и географски блиска гледаме таму што се случува. Во смисла, најпопуларниот поп пејач ти е отворен фашист. Значи, тогаш многу поголема маса на луѓе ќе беа за таа опција, како што е во Хрватска. И така ќе испаднеше како, еве конкретно за македонците, дека тука се со комплетно две различни свести. Значи имаш партизанска и ВМРО-вска традиција. Сега во Македонија разликата е што буквално партизаните ја создадоа државава и сега после 90 ако нели плурализмот кој настапи, ако ги гледате на пример на интернет, на Википедија дури може да се отвори, во тој период колку све партии со предзнак ВМРО учествувале на изборите. Да. И сега ќе се види дека уште тогаш некако акронимот ВМРО ми се чини уште од крајот на Југославија е исчистен. Како некако станате како ТМОРО. Кога мислиш дека е чистен? ВМРО, кој ќе се спомни, малце асоцира на групата на Ванчо Михајлов и на Тодор Александров. Да. Во зборовам во народната свест. Туку асоцира на Гоце Делче, основачите, Јане Сандански и во 1893 основачите, нели колку беа 6 на број. Така да мислам дека во денешницата е многу битно што се случило во минатото, како во случајов сега е тоа една, како да кажеме, една политичка идеологија пропадната во Македонија. Значи не гледам веќе кој ја застапува таа идеја. Сериозна политичка сила што би рекла како во Хрватска не, Ванчо Михајлов. Ама види, македонец, тој беше против србите, само не знам што. не би се согласила целосно, бидејќи кога го зема проектот на Скопје 2014, многу споменици, пример има спорни, Христо Татарчев е 2014 поставен, мислам дека така. Сигурно. Па до триумфална е и во истиот стил е со други споменици Ќосето и такви спорни ликови. Значи да Државата нема. се форсира. Па тоа дека можеби народот не форсира бидејќи нема такво сознание, ама со тоа што државата форсира, народот веќе почнува да го стекнува тоа сознание и да размислува
слободна насока, Само да особено кај млади. Не е наивно. Да само- сме концизни, морам една мала корекција. Гоце Елчев никогаш не беше фактички дел од ВМРО. Значи ВМРО како организација со тоа име се појавува со 19. обновувањето. Да, со тоа Александров. Ја Претходно викам, е народот дека така го Мро, поистоветува. Моро, мислам поинако, да, во ред, те разбирам само. Нели имаше за Илинден пред 2 години, сите сме ВМРО. Да, во принцип така е. Дури тој споменикот е споменик на ВМРО. Така е, само што е грешно. Пак јас ќе речам. Грешно е, грешно е заради тоа што апсолутно, да. до 1905 година кога нели се распушти исто организацијата Сплит и таму имаат Рилски конгрес, не знам што таму, да. До тогаш во ниту еден момент организацијата нема акроним ВМРО. Точно има МРО, МОРО, ТМРО, ВМОРО, не знам како се вика, ама ВМРО нема. ВМРО како тој акроним се е од тој Александров. Зашто кога збориме за случајности, тоа ми беше поентата. Дали на пример е случајно што еве и владеачката партија сега е ВМРО, значи сите тие партии во 90-ти се ВМРО, зашто не беа МОРО? Зашто не беа МРО? Така е. Јас како што знам нели тие малце испаѓа као дека некое лидерство наметнува, пушта во општеството некоја опасна идеја, некоја, како да кажем, народот не е свесен дека уствари тоа е повикување на некои фашистички идеали од минатото. Ама со текот на времето тоа после добива некоја форма Па добро, ни така- округло ни на чоше, што се вика. Така доаѓаме до ревизионизмот. Точно, да. Фактички што е прифатливо, сите се борија за Македонија. И на крај луѓе што се убивале меѓу себе, на крај сите се бореле за Македонија. Па ајде малку се вратиме на некои конкретни примери. Евгени би сакала да ни кажеш нешто за настаните на Скопското кале. Еве и јас не знам доволно, па се спомнува често, ама малку контекст да ни дадеш што се случило, колку жртви имало, кои биле жртвите, кои биле угнетувачите во моментот и Така, тоа е исто една интересна приказна која што мораме да споменеме дека во принцип е потполно фалсификувана и непостоечка, значи нема жртви на Скопско кале, тоа е тука завршва во принцип таа дискусија. Значи што значи тоа? Тоа значи еве еден контекст краток околу самиот настан на Скопско кале. Значи се случува на 7 јануари 45 година, значи ајде контекстот за гледачите да го објасниме, тоа е веќе Македонија е ослободена, значи сите градови се ослободени, затоа и партизаните и веќе народнословителната војска се наоѓа во самата касарна која што била поставена на Скопско кале. Веќе се градат нели првите институции ембриони на власт во Македонија, така да е доста е доцна војнастан. Кај што во принцип се случува нели подготовка за Сремски фронт. Значи тогаш нели се завршните операции треба нели да се изгонат германците од територијата на Југославија и во принцип се случува подготовки на Сремски фронт и во тој момент на 7 јануари дента се случува инаков вториот конгрес на младината нели во Скопје. На Скопје. Да, Народно ослободителна македонска младина, НОМСМ, кој што присуствуваат тука, значи многу големи нели функционери веќе во тој момент и паралелно со тоа се случува дека една паника на Скопско кале каде што се крива еден бунт, поттикнат нели, тоест војниците од 15-тиот артилерски полк, кои што едноставно се бунтуваат со паролата дека не сакаат да одат на Сремски фронт и ја заземаат таа парола не на Берлин, туку на Солун, дека треба да се ослободи нели останатиот дел од Македонија и да се нападне Солун. И во принцип завршува приказната со тоа што тие заминале на зборуваме за 38 луѓе колку бил полкот. Заминале во центарот на Скопје каде што се одржувал конгресот и тука нели има еден разговор со генералот Михајло Посолски, се смирува цела работа и толку е од прилика цела приказна. Меѓутоа државата како млада држава тогаш морала на некој начин да реагира и прави еден опширен процес и во кој што влегуваат сите 38 луѓе. И кај нас судски процес, така. Судски процес. Значи не преки суд туку. Не, судски процес кој што се судат, значи наредните
наредниот период има судење, има искази и за среќа кај нас имало и доста добри историчари кои што по овој цел процес го обработиле и го поставиле во книга која што се вика Настаните од Скопско кале, кај што се објавени сите документи од еден до последен, во принцип со, значи збораме од земањето на искази на обвинетите до пресудите и до помилувањата и стигнуваме до бројките на тоа дека во прв момент се 12 луѓе обвинети за поттикнување и за остварување на тој бунт, а дека другите се учесници во тој бунт. Епилогот е дека нема смртен случај, значи тие 12 кои што биле првично осудени на смрт се помилувани и сите останати кои што биле како учесници осудени на некакви затворски казни се исто така помилувани. Амнестирани. Кога ќе се согледат вака документите и исказите на сите 30 кусур луѓе кои што ги дале, во принцип се гледа дека станува збор за никаква неорганизација и затоа се ослободени на крај, заради тоа што се сваќа дека нема никаква тука организација која што стои позади целото настан, значи збораме за баш една паника, бидејќи сите во исказите велат нешто со 80-то. Случајно се најдовме тука. Не, велат сите дека донив добра глас дека реално има тројца срби во тој полк кои што као зборувале дека ќе се врати кралот Петар и дека Македонија е Јужна Србија. И као сите поттикнати од тоа не сакале да биде така и ради тоа дезинформација. Од дезинформација никој не може да каже конкретно од која слушнав информацијата. И никој не каже, туку до мене вели стигна таков глас. И дојде командантот, ми посочи дека знаеш утре ќе се побунтуваме, не знам ти што. Така заврши се, ако ќе видиш ти тоа е една стихејна маса и тоа го сфатиле и властиве кај нас тоа го сфатиле. Затоа се од тие први 12 осудени на смрт се тројца во Срби, кои што као ја прошириле таа приказна, командантот кој што веројатно и уплашен кога застанала цела маса позади пред него и му барале да не одат нели на Берлин, туку да одат на Солун, човекот јас претпоставувам ми уплаши, рекол добро веќе одиме за Македонија, аман, само немој да ме убиете во принцип. И неколку останативе кои што биле као предводници на бунтот. Тие се као тие првите 12 осудени, а сите останати сватиле дека, не знам, изјавите се такви као сите тргна фиес. Мислам, тоа е таа нека тој војнички менталитет кај што ти оди тебе полкот. И тоа е менталитет на масата. И менталитет на масата, затоа велам стихино. Оти да имаше некаква реална организација која што и можела да направи понатаму проблем во приказната, јас не мислам дека ќе поминеа со ослободителни. И тука не е јасно што била на бунтот во суштина целта, затоа што вака испаѓа како провокација некоја да се оформила. Немало никакви шанси да се оди на Солун, мислам тоа е армија стига од озгора директивата и тоа е јасно. Тоа некако ми е како да кажам да не звучи конспиративно, ама како можност за после многу години да се каже еве не направивме независна држава, ама еве за малце на Солун. Не знам, не е тоа докажано. Може би имало некој од тие луѓе, од тие неколку, ти пак зборуваме ние за неколку луѓе кои што се поттикнуваше на таа работа. Може би имало неколку. Значи нема во тој судски процес нешто. Нема и најинтересно е тоа што пример командантот на полкот е Александар Минчевски, потпишан како Александар Минчевски, кој што е во моментот брат на моменталниот министер Никола Минчев за култура, мислам дека во тој момент министер. Значи братот е на министерот. Значи тој сигурно нема да му оди против. Тоа сакам да го кажам, исто податок кој што не многу се кажува. Така да јас поќе го гледам едноставно цел настан како настан на недоразбирање, на настан на паника и пак ќе речам самото тоа што има ослободителни, сите се помилувани, едноставно се сфатило дека реално не постои организација позади тоа. Нешто за да речеме кој што не било баш исто со фатената контрачета во Велешко. Сакав и за тоа малце да кога веќе сме ако може. Таму е веќе сосема поинаква приказката, бидејќи таму гледаме дека и властиве кај нас фатија дека си имат работа со реална организација од спротива и дека тоа мора да се искорени во тој момент и вистина тоа е точен податок дека се тоа без судење дека таа цела контрачета се елиминирани, тоа станува збор. Збориме за контрачета што зборивме цела емисија. Цела емисија. Дуња ја. Така е. Па да го кажеме и тоа да се знае. Се ќе го кажеме, значи 52, 50 или 53 луѓе се точно
убиени без судење. Тоа е таа контрачета, велешка контрачета која што од 42 до крајот на 44 година врши злостарство. Значи таа е приказкава и со Дуња и со уште не знам Петкановски, мислам кој се викаше тој партизан. Мислам тие направи такви големи злостарства. Еве јас ги имам и запишано некои од тие настани. Има два големи масакри. Едниот масакар е во Долно Јаволчиште кај што убиваат 15 или 16 албанци, бидејќи биле како? Како јатаци на. Да, бидејќи биле приврзаници на народно-ослободителното движење, јатаци всушност на партизаните, не ќе ништо да кажат, се измасакрирани буквално луѓе. Истото се случило и во местноста Сеченица, значи тоа е во Велешко е неколку околу тие селата, каде што пример за тој настан, еден од четниците кои што учествувале во тој настан, по име Петар Тончев, во сеќавањето после кога го фатиле, мислам, иако пред тие не добиле судење, меѓутоа сите дали искази во тогашна озна, во исказот тој објаснува пример што направиле, мислам, го фатиле прво оџада, Шефки Исмаел, кој што се вика, кој што мислам човекот го измасакрира, правеле работи што не се за пред камера да ги збораме, до тој степен кај што пред да го убијат дури човекот му извикал, знаеме дека ќе умреме кучиња, удрете, ќе не ослободат нас другарите. И тој и уште 10 македонци од разни села низ Велешко, кои што исто биле приврзаните симпатизери на движењето, се елиминирани, се убиени. Така да таа е таа контрачета која што е во 40 понатаму нели цела жртвите на комунизмот. Жртвите на комунизмот и во принцип тоа е познато, мислам, таму нема никој кој што настрада. Не бил невин, да. Зашто знаете што кој ќе се спомни, и тоа може да го читаме и за Дуња, ја уби бугарскиот фашистички окупатор. Не, ја уби контрачетата која што соработуваше со колаборационистички. Со граѓани малтене неизини може да се. Така е, па и со граѓани беа. И беа. Со граѓани сите си тие луѓе од Велешко. Повеќето се, мислам. Има и некои дојдени кои што ги носе од Бугарија, меѓутоа видете, тоа се неколку луѓе кои што беа со реална идеологија. Повеќето се после она што ние сакаме многу често го наречеме лумпен пролетаријат. Значи збораваме за луѓе кои што ги плаќале, мислам биле на сплатни списоци, мислам не збораваме ние тука за ништо никакви знаеш. Па како во денешно време на Блискиот Исток што од луѓе на платен список, така што тоа е интересно што кај нас тоа е такво убиство. Другиве дури еве овие сите кои што ги зборувавме во текот на емисија, кои што се представници на бугарскава власт, значи од Шкатров до ги взело и тие се елиминирани. Да, меѓутоа тие се судени. И тие се намерно судени бидејќи тие реално се луѓе што не извршиле директно убиство. Че тие биле представници на окупатора. Мора да се докажи на рачува. Овие се луѓе. Не, овие биле убици. Што шетале со главата на Дуња, мислам. Што дереле луѓе, што закопале живи луѓе, не знам. Тие биле познати како такви. Ти викаш да не кажеме пред камера, ма треба да се каже во смисла да не се направи жртва од некои што не биле жртви. Тие имале многу жртви оставено зад нив и после станале условно кажано жртва. Значи еве познати случај да речеме исто од Велешкиот одред на Маца Овчарева, партизанка која имала 21 година, која што ја фатиле жива, зверски ја мачеле, жива ја закопале, ја фрлиле во гробот, жива, а во гробот во тој момент накубило телото на Трајко Башковски Тарцан. И тоа е нели и тоа е на истиот начин. Мислам збораме за какви гнасоти гадоти, мислам не се тоа невини луѓе кои што тоа го направиле. Фашизам тоа. Да, класичен фашизам, така да. Па кога сме тука веќе, еве ти спомна жртвите на комунизмот, државата изгради музеј на жртвите на комунизмот. Зошто нема првото прашање музеј на жртвите на ВМРО? Таков не постои колку што знам. И од друга страна како влијае сето тоа пример врз младите сега? Сигурно пример училиштата организираат некои екскурзии до музеи, до спомен кујки и слично. И што ќе помислат пример ученици што ќе го посетат тој музеј? Каква слика се остава и каква идеолошка подлога се дава на младиве генерации? Тоа е многу клучно прашање, дури не сум сигурен сега дали уште го носи тој назив музеот. Мислам дека тоа со жртвите го тргна, ама на ваквото, на таблата, не знам на ваквото. На злоделата на кому. Не го смена и во центар. И во центар го смена, сега е само на ВМРО и на македонска борба е сега. Сега е на македонска борба. Музеј на македонската борба сега се води. Значи на музеот на ВМРО ревизионизам му се дesi.
од на ВМРО и на жртвите на комунизмот, сега е само на македонската борба. Во неформален разговор го кажуваме како музеј на ВМРО, меѓутоа не е правно формално е музеј на македонската борба, а беше музеј на жртви на комунизмот и на македонската борба, така мислам. Мислам дека ова што се прави општо во светот со изеднашување на жртви на комунизмот и на фашизмот е во насока на тоа што младите се помалку читаат. И сега ти наместо да ги прочиташ сите овие избори, сите овие голи факти, значи не збориме за пред нашата ера, збориме за нешто пред 80 години. Едниот пат е тој, другиот пат е некој да ти сервира дека тоа се два тоталитарни режими, дека едноставно двете се еднакви зла, како што се тера пропаганда за се така, дека и едново и другово не чини, дека сите треба по средина да идеме. И така некако ни е ова пропаганда истоветна во сите држави, значи не се случува ова само во Македонија, дури можда последни сме на процесот од тој ревизионизам. Јасно, да. За после повеќе генерации како го уништуваат образованието, едноставно да бират како да си за фудбалски клуб сега, ќе облечиш црвен дрес или црн дрес. Некако и идејава ние што ги правиме овие емисии е да ги видиме составните елементи на некој феномен пред да сториме било што, така да не знам како да ти одговорам на ова прашање, освен дека и тоа е еден дел, и тој музеј, и се ова што го гледаме, како што спомна Евгений, дека ревизионизмот е најслаб во образованието, можеби све што не обкружува е уствари она што е со цел да се вратат процесите назад. Мислам дека нема да успеат. Мислиш? Мислам дека нема да успеат. Мислам дека антифашистичката наша историја е толку славна и богата што Да, ама и Морам да се одговарам, да, само слободно. можда е наивно гледиште, ама Значи, цел процес, се потполно се сложувам дека ние сме веројатно на последната што читала книги. Не, последната точка на ревизионизмот, Да, мислам, далеко е споредувањето. посилен ревизионизмот по источна Европа и сега уствари по западна Европа кај не. Меѓутоа, мислам дека главната точка и таму и тука и сегде е во принцип бришањето на класниот судир. Значи, Апсолутно. таму почнува и таму завршува цела приказна, бришањето на класниот судир. За да го избришиш са историски, ако гледаме, за да го избришиш ти класниот судир, мораш да го избришиш класниот карактер на таа борба. Точно. И да ја направиш само национална, Да ја а и не обезличиш. социјална, и да ја обезличиш. И во принцип тоа така функционира. Затоа кога се каже И- партизаните се бореле за Македонија. Само и тука завршува приказната. А што викаме ние за каква социјална, ваква, таква, Така е, така е, дека партизаните биле особено првоборците, нели, членови на комунистичката партија, значи тоа не се Така е, спомнува веќе. кај нас се случуваат, нели, кај нас се прославува 11 октомври без да се каже кој го организирал и зашто се бореле. Така, Кај нас па не да. знам, се прославуваат тие што со Стив Наумов и никој не кажува дека Стив Наумов бил секретар на месен комитет на Комунистичка партија Југославија. Значи не бил паднат од него. И ко деца напиши стикотворба и што е, се борел за слобода, Така, за да, Македонија. Па не, јас се сеќавам за сега не знам како е за 11 октомври пример, јас кога учев во основно, тој ми беше најомилен празник од сите во Така, што ги се празнуваја, бидејќи само таму наставникот ни кажуваше дека сите се бореле заедно, вика, во оваа борба. Албанци, македонци, турци, овона, а јас баш учев во периодот околу 2001 и различна беше атмосферата. И тука од историјата ни доаѓаше еден пример на заедништво што веќе не се применуваше. Така, значи пак ќе се вратиме, целта е да се избриши класниот судир и Да. со тоа се бриши класниот Елемент. во таа борба и во принцип тоа кај нас се прави, веројатно не сум најдобро запознат сега со образованието, бидејќи не сум дел од образование, меѓутоа од секторот каде што доаѓам, тоа е култура, тоа го гледаме ние во култура. Мислам, како да ви кажем, имаме една потполна негрижа за спомениците кои што потекнуваат од НОП на државно ниво. Значи, не знам, на се што представува или што поврзува народно-ослободителната борба, ние гледаме се поголема и поголема негрижа, мислам. Не знам, нек ни падна куќата на Владо Малевски, пример. Значи, Дури не можеш со примериве да пофатиш, не можеш. Па еве- Дури да се објави емисија, нешто друго ќе се случи. Така. Изминатава година нели ги правевме 7 репортажи каде што посетувавме бисти на социјалисти и партизани, повеќето беа обезглавени, особено пример тие што не Пред се со училиште.
етничко македонско потекло да речем, Да, се удира и на тоа да се избрише и освен класниот и заедничкиот елемент. Значи на дека таа класна борба уствари ги вклопила сите луѓе тука што се како ќе бореле. објасниш зашто се бореле пример луѓе од сите етникуми ако не Апсолутно. ако го Ако му тргнеш го земиш класниот- класната, Точно, готово. точно. така да Епа, другари, јас имав толку да ве прашам, ако сакате нешто плюс да додадете. Јас се плашам историчари, ако почнат да зборат, не може да ги запри, затоа вака упаѓам. Не, сосема на сам крај ќе се служам со Зоки, мислам дека не може едноставно да им успее потполно борбата. Да, веројатно е моментално во налет и се во залет, меѓутоа како што еве ние како историчари знаеме дека во принцип историјата функционира е диалектика и дека тоа се процеси кои што се секогаш всушност класниот суд е тој кој што ја турка историјата напред за да се движи, така да иако се сега во залет и во налет, нема тоа да биде секогаш така и мислам дека ситуацијава сега, ајде да не влегувам во политика, меѓутоа мислам дека ситуацијава се побрзо и побрзо се движи кон повторно отворање на овој судир на површина и каде што повторно ќе се случуваат некои народно-слободителни борби. И ќе се види пак кој е на која страна. Кој е на која Многу страна. појасно. Така е. Да, значи некои прозваси ќе се повторат. Па добро, тоа е Секогаш текот било на така, историјата секогаш било точно. Да се надеваме дека нема да се повторат со ова бруталност. Епа, другари, ви благодарам за разговорот. Значи, колку и да е силен ревизионизмот и тоа да дојде од сите страни, значи од државата и од не знам, па би рекла од империалистички центри на мојки исто така. Сепак ние сме тука за да кажеме, нели, дека сета историја е историја на класните борби и продолжуваме во таа насока. Благодарам.